А кои ќе бидат вашите услови? Нешто слично како ДУИ што бара ова, нешто... Видите, првично, нам ни е битно да се дефинира националната платформа, а потоа и да се дефинира соживотот во суштина, бидејќи реално ние соживот практикуваме само на хартија или пак во институциите на системот, додека надвор соживотот за жал не функционира така како што е предвидено. Македонија мора да гради реално мултиетничко, а не биетничко општество, како што некој се обидува во континуитет да го наметне. И мора да ја тргнеме етикетата дека во моментов македонците се чувствуваат како граѓани од втор ред и ќе работиме на тоа. Како ќе го постигнете тоа, а да не ве обвинат дека сте албанофоб, дека работите против рамковниот договор? Ја никогаш не можам да бидам албанофоб, затоа што прво пораснав со албанци во место каде што е една мултиетничка средина, во Куманово, каде што заедно расневи со срби, и со турци, и со албанци, и со роми, и со македонци. И до ден денеска во сите тие структури јас имам лични пријатели и голем број на лични пријателства, но дополнително имплементирам власт во една мултиетничка средина која што е еквивалент на Македонија во мало. Со таква иста етничка структура и работам за сите граѓани од позицијата на градоначалник, без разлика дали некој ме гласал или не ме гласал, но мора да се дефинира. Државните символи, значи почитување на државата. Ако сакате да носите една одговорна функција во државата, пред се треба да ја сакате таа држава и да ги почитувате нејзините државни символи, одбележи и законите. Дали вие како председател би биле подготвени да прифатите дебата? Тие барат постојано дебата да се отвори за химната, воопшто не интонираат на никакви настани, партиите на албанците говориме. Знамето исто не го истакнуваат на ниту еден настан. Видете, таков наратив е наметнат во тој блок, бидејќи се гласа по моноетнички пристап и дефинитивно треба да се развие тој пристап. Се направи обид претходно од СДСМ да се стори на тој план нешто, но не беа одржливи до крај. Јас го почувствував тоа едно општество за сите, дека буквално бевме изманипулирани веднаш по настапот на господинот Талат Джафери, кога бевме во Црна Гора, во официјална посета, кога се обрати на албански јазик, иако тоа му е забрането согласно уставот, и бурно реагирав за тоа. И тогаш се коригираше, но ја сватив суштината дека тоа било само замката за да се дојде на позицијата која што се посакува. За мене не е никаков проблем како политичар да имам јас и председател на држава и председател на парламент, па дури и премиер од друга етничка заедница која што не припаѓа на македонскиот народ, но тој истиот мора да ги почитува државните символи, државната химна. Видите, не дозволија како градоначалник да одам да отворам спортски настан, на кој што учествуваат 1000 ученици, од кои што кога ќе се интонира државната химна, еден дел од учениците да не станат и не испочитуваат истата таа државна химна. Има закон. Значи, ова држава почива на устав и на закон. Како ги тераат во Америка да ја почитуваат државната химна сите оние различни етнички заедници и нации кои што ја сочинуваат американската држава. Постои закон, ако седиш ти следува казна. Те опоменуваат останатите тие викаат, станеш. ние не сме вклучени таму, таа е само пее за македонски херои. Ниту во американската химна или било која друга химна не се вклучени сите етнички заедници кои што живеат, бидејќи ова во тие држави, но да зависела оваа држава од волјата на останатите држави околу нас или останатите етнички заедници. Ние денеска македонците ќе немавме независна држава. Оваа држава денеска е создадена на заложбата на нашите предци, првенствено македонците, а потоа придружувани од останатите етнички заедници се бореа и се изборија за македонска независна држава. Ние денеска ја имаме, а гледаме како пред очи ни ја земат. Зошто? Затоа што поединци се обидуваат да имплементираат национални агенди и мора тоа да го спречиме. Бујар Османи, доколку беше во студио, веројатно ќе ви речеше дека ете тоа е албанофобија, дека нема што да земат, дека тоа тука се јас да ви кажам, заедничко. го очекувам Бујар Османи, вие ако се сеќавате, разговараме и за дебата, но за жал мислам дека секогаш столчето би останало празно и не сака да прифати дебата, но ќе имаме веројатно можност да дискутираме и со него и со останатите кандидати на оваа тема во рамки на изборната кампања, но до сега не се одважија никој од ДУИ да дојдат и да разговараме на оваа тема. Видете, низ призмата на дуизација, која што интензивно се случува 20 и кусур години во оваа држава, се создава еден наратив во општеството и кај македонците дека
всушност се случува албанизација. Нам ни треба систем закон кој што ги имаме да се почитуваат и ништо повеќе. Имаме чиста работа, имаме власт која што е врз база на уставот, мнозинството дефинира уставите, ги носи законите и извршната власт делува. Тие кои што сакаат државата се секогаш добредојни за коалиција, во идната коалиција заедно со знам. Добро, а зошто мислите дека македонците се чувствуваат од граѓани од вторет во својата држава? Што го предизвикува тој впечаток? Да не бидам премногу субјективен, ама земете една камера, отидете направете една анкета отворена по градовите и ќе видите. Еве ќе го земам случајот со Пасошиве, ова што се случува со граѓаните, што е катастрофално и погубно за државата. Ако вие денеска свртите еден телефонски број, да се обидете да извадите пасош или било кој личен документ и му се јавите на некој си Јанко тамо во МВР и ќе ви каже нема термин и така натаму, ама дај, пошто се функционира со врски нели кај нас. Во системот нема можност, ама ако му се јавите на некој Агрон и му кажете Агрон може ли, тој ќе ви заврши работа. Тоа е проблемот. Тоа е суштината. Тоа не смее така да биде. Мора да биде еднаков пристапот за сите. Или одите, на пример, да примете една обична инекција или пак инфузија во здравствен дом или пак во Кумановската болница и ќе ви дојде медицинска сестра која што не ве разбира што и говорите. Значи, ние се наоѓаме во сериозна криза. Ние на ваков начин, всушност, не можеме да направиме интеграција во системот и да функционираме. Затоа велам, црвените линии, дефинирање на мултиетничкото општество, консензус првично кај целиот блок, етнички блок, и кај албанците, и кај македонците, и дефинирање на мултиетничките односи. Ние не можеме да градиме мултиетничко општество, а нам децата да не се разделени во забавиште. Значи, сите мои другари кои што ги имам, албанци, тие се мои другари затоа што учев во основно, средно училиште, славев матура заедно со нив. Ние мора да тргнеме од некаде. Во моментов, мултиетничкото општество го има господинот Ахмети, со Ковачевски, а утре можеби и со Мицковски и останатите политичари кои што се на врвот на пирамидата. Но за останатите доле не функционира. И тоа е недозволиво. Добро, а што мислите за овие идеи на ДУИ и па и на албанската опозиција за да се избира председателот во собрание? Сега проценките одат од тоа дека тоа ќе доведе конфедерализација на државата, па тие го толкуваат на сосема поинаков начин дека ќе доведе до поголема интеграција во системот. Видите, прво тоа не е федерализација на државата, но ние од знам сме апсолутно против една таква идеја, затоа што функцијата председател на државата својата сила ја влече од непосредните избори. Значи, позицијата председател на државата е клучна во делот на меѓународното представување на државата во границите. На таков начин албанец никогаш не може да стане председател. Зошто да не стане? Ние имавме пример кога за господинот Имир Селмани гласаше значителен број на македонци во државата. Човекот имаше големи шанси, но што се случи во рамки на својата кампања, афирмираше едни политики, веднаш потоа ја сврте скроз политиката на друга страна и се постави како поголем католик од папата и изгуби поддршката од граѓаните кои што доминантно припаѓаат на македонскиот народ. Значи, видите, не можете да манипулирате со граѓаните. Вие морате да бидете искрен и отворен. Јас ви кажам и повторно ќе кажам, не ми смета изборот на поединци кои што утре и во иднина ќе не водат. Мене ми смета наративот кој што се наметнува и каде што одредени групации, политички партии се обидуваат во континуитет со уцени, притисоци да наметнуваат нови и нови барања, се со цел Македонија од простипна држава република да ја трансформираат во федерација или конфедерација. Не може да се случи тоа. Барем знам додека е на политичката сцена, ние тоа никогаш нема да го дозволиме. Османи вика тоа е духот на рамковниот договор, иако во рамковниот ги нема. Јасно е наведено што според Бадентер треба да се кои функции се делат и кои закони се носат. Сега има термин духот на рамковниот договор, па по тоа духот многу работи може да се. Видите, рамковниот договор представуваше една база која што беше креирана од тогашната политичка гарнитура, подпишан од сите репрезенти и мислам дека целосно е исцрпен. Во целост ние претрпаме некаде 36
уставни амандмани до сега измени на уставот кој што беше донесен некаде 17 ноември, ако не се лажам, на 91 година, тогаш 3 професори учествуваа во негово изготвување. Ако некој треба да се праша за уставните измени, тоа се тие професори кои што всушност за релативно краток рок го напиша. Но тогаш, ако се вратиме на ставовите на господинот Роберт Бадинтер, беше дека Македонија во тој момент имаше еден од најдемократските устави не само на Балканот, туку пошироко и во Европа, со еден чист граѓански пристап. Имаше некои финеси во делот на правосудството и денеска ние говориме за некои граѓански концепти на устав, уствари ние имаме граѓански устав, кај што се имплементирани сите етнички заедници кои што се во државата, а во делот и други се споменати и останатите. И не е никаков проблем. Овде е суштината што кај нас во државата законите се толкуваат и законите по нив не се постапува. Значи имате селективна примена на право, немате владење на право, имате неказнивост и тоа мора да се коригира. И каде е улогата тука на председателот и како? Голема улогата, особено во делот на правосудството и во реформите на судскиот систем. Значи знаете дека има надлежности во делот на уставниот суд, во делот на судскиот совет, во монетарната политика исто така учествува, дополнително меѓународно представување, врховен командант на оружените сили. Видите, Македонија има мала армија. Треба да биде професионално, добро опремена и дополнително обучена, но и со високо ниво на морал. Кој е тој кој што го крева моралот? Го крева моралот самата нација и првиот човек на државата, тој е председателот. Ако вие имате луѓе кои што до вчера бегаа одговорност да служат во армија, а денеска ви парадираат на црвени теписи и се покажуваат како големи патриоти, а тогаш кога требало да служат ги немало никаде, всушност тоа е хипокризија чиста. Па на многу политичари кои што поминаа низ целиот овој период, беа војно неспособни своевремено, денеска се представуваат како државници, потенцијални лидери, водат влади, ресорни министерства и така. Добро, доминантно надлежностите на председателот се во делот на надворешната политика и безбедноста. Споменавте, но генерално во надворешната политика. Тука сега главното прашање е што да се прави со францускиот предлог. Вие си имате произнесено дека сте против, но од друга страна во интервјуата секогаш говорите дека нашиот пат е јасен, тоа е Европска унија. Што доколку станете председател, што ќе правите со овој предлог на Европската унија? Според пораките што ги слушаме и од највлијателните земји членки, а и од официјалните лица во Брисел и во Вашингтон, е дека тоа е предлогот што е на маса и треба да се изгласа. Видите, првично, сериозно се манипулира со јавноста дека ако Македонија го промени уставот, ќе стане членка на Европска унија. Тоа не е точно. Ќе почне преговори, тоа е јасно. Да, има основ да почнат преговорите, ако нешто во меѓувреме не дојде одреден на друго барање. Поред документите по автоматизам. Ништо не ни гарантира дека ние нема да имаме нови барања на нашиот пат кон Европската унија. Првенствено ние како држава тонеме во корупција и криминал и тоа сериозно и смета на Европска унија. Зошто некој би ви помагал, би ви давал средства ако гледа дека вие можете сериозно да ги злоупотребувате тие средства. Кога сме кај францускиот предлог, нашиот став тука е апсолутно јасен. Тој истиот француски предлог, од кој што многумина од меѓународната заедница велат е француски, а представниците па од Франција велат не е француски предлог. Тие беа председавачи само со Европската унија, инаку тоа е предлог на Европска унија сега. Но видете, тоа е еден класичен пример како еден билатерален проблем на држава членка на Европска унија се трансформираше во мултилатерален со наш пропуск, бидејќи ние тоа го прифативме. И едноставно Бугарија тој билатерален проблем сега го решава низ призма на Европската унија, поддржана комплетно од сите земји членки. Без разлика што има внатре во Европската унија разногласие по однос на тоа. Имаше и потврди за поддршка на Македонија од одредени парламенти на влијателни држави, земји членки на Европската унија, но да ве вратам малку назад. Пред францускиот предлог имаше португалски предлог. Истиот беше многу поповолен. И ако се сеќаваше, тогаш актуелниот председател Пендаровски амблок го отврли. Па потоа испраќаше пораки на премиерот кога беше во Брисел, не го прифаќа ни овој предлог, за да потоа 2 недели подоцна, најдоцна, излезе во јавноста и каже: јас го пишував,
францускиот предлог, или јас учествував во тука неговата беше изготовка. во нашата А истиот студија. па тој француски предлог има една преговарачка рамка која што ја содржи резолуцијата на бугарскиот парламент. Добро, сега не се согласува од власта. Бујар Османи тврди дека успеале со помош на меѓународната Ке говорам и за Бујар Османи. поддршка на меѓународната јавност да се преиначат позициите на Бугарија од разговори за историјата и за идентитетот, Видите, да се разговара за малцинските прашања. Господинот Бујар Османи може да биде експерт за медицински науки, но е далеко од експерт за меѓународна политика, бидејќи се покажа како слаб министер. Тој дозволи оваа наша дипломатија да се развива по еден принцип каде што партиски кадри влегуваат, а професионални дипломати ви седат по бироа во Министерството за надворешни работи. Но да се вратам на предлогот. Да. Каде гледате Значи, во во него таа рамка опасност? е содржана и резолуцијата на бугарскиот парламент. Не знам дали ја имате прочитано резолуцијата на бугарскиот парламент, која што во преговарачката рамка не стои никаде резолуција. Значи таа е во делот на преговарачката рамка и во сите содржини на францускиот предлог вие ја имате суштината на бугарската резолуција која што е усвоена на бугарскиот парламент, каде што ние сме негирани како народ, нација, јазик, идентитет, континуитет. И тоа апсолутно не треба да биде прифатливо. Зошто? Затоа што македонецот не смее да си дозволи да се само себе си негира и само себе си поништи. Кај го гледате Ако тоа се преку вратиме на протоколите, кај го прашањето, гледате тоа? Нема такво нешто во Значи, преговарачката? дозволете ми. Ако се вратиме на тоа дали треба бугарите да одат во Уставот и да бидат дел од Уставот, тие се веќе во графата други. Реално имаме на попис граѓани на Македонија кои што се изјасниле како бугари и тоа не представува никаков проблем. Да, и бугарите и сите останати етнички заедници кои што ги има во Македонија нека се набројат, но имплементацијата на амандманите во делот на Уставот да биде од моментот, тоа го кажа, мислам овде кај вас во студио со господинот Тараварија, подоцна опозицијата го представи како нивен предлог, веднаш по полноправно членство на Македонија во Европска унија. Зошто? Бидејќи барањата кои што ќе доаѓаат од соседна Бугарија тука нема да запрат. Во меѓувреме, вие имате малку поинаква Бугарија во моментов, во делот на мандатот на господинот Денков. Гледате дека малку се смалени стратести. Дополнително, нашите европски пријатели и нашите стратешки пријатели треба да ни помогнат да се омекнат тие позиции, да се изгради подобро ниво на комуникација помеѓу двете држави и на крајот на денот овој проблем повторно треба да се реши на релација Скопје-Софија. Како? Со разговор. Добро, убаво е тоа, ама како мислите дека ќе убедите Софија да се откаже од тој услов сега? Па исто така како што кога бев пред 4 недели на еден празник на закројување на винова лоза во Сандански, цел Сандански пееше македонски песни, кои што добар дел од тие песни исто така се пеат во различни региони во државата и добар дел од нив кои што беа присутни таму рекоа дека и они се македонци. Така ќе искористиме таа блискост. А ќе се свртиме во друга страна, откако дојде моментот да зрачи БНТ во Македонија и МТВ да зрачи малку во Бугарија и ќе оставиме на време и тоа ќе се решава. Мислите дека власта не се обидела да издействува таа промена на Уставот, да важи на крајот од преговорите? Па ние видовме што оваа власт направи во изминатиот временски период, имаше шанса од колку 6-7 години и буквално ние немаме ни еден милиметар помрднато напред во делот на евроинтеграциите. Ако ќе го читате секој европски заклучок или извештај на крајот на годината, ќе видите дека секоја година нам ни додаваат одредени забелешки во делот на тоа како владење на право имаме, колково е нивото на корупција, стагнацијата во државата и така натаму. Видите, недозволиво е. Ние сме мала држава, 2 милиони луѓе. Некаде BDP пер капита во Македонија по глава на жител околу 6600-700 долари. Еден бугарин скоро двојно повеќе придонесува од еден македонец. Кај нив бројката е над 10.000. Една Босна и Херцеговина над 7.000. Црна Гора околу 9.000. Значи, Бугарија е поради тоа што се членки на Европска унија, за да не Ама еве другиве не се. Претходно не беше така. Еве другиве не се. Зошто еден македонец да може помалку од останатите, да не зборувам за еден грк, кај што GDP е околу 20.000 и повеќе. Затоа што овде многу се краде,
дополнително многу се злоупотребува. И трето, дозволуваме младиот човек кој што откако ќе ви го заврши образованието, наместо да го употребите во развојот на сопствената држава и да му дадете можности да си замени. А на кого му давате шанса? Му давате шанса на оној кој што ви седи во партија и кој што со некој лојалистички пристап ви се приближува и бара алтернатива како да влезе во јавна и државна администрација. И до каде ќе ја полниме таа администрација, ќе се затоа е важно да почнеме преговори. Сите. Не, преговорите се битни. Тоа најмала рака ќе биде притисок за реформи и повеќе пари од фондови, да. Видите, Гоци, и јас и вие сме родени како европејци. Не сме родени како азијати или нешто друго. Ние сме родени во Европа, нашето место е во Европа и еден ден ќе биде нашето место во Европа. Но мора да знаат сите дека ние ја водиме нашата држава. И сите овие притисоци кои што доаѓаат од надвор, најголем дел од притисоците се и за реализирање не само за нашите, паралелно и за интересите на тие држави кои што се поставуваат овде на просторот. Далеку од тоа дека Македонија има други алтернативи. Но ние мора да влеземе во Европа достоинствено. Мора да бидеме свој на своето. Ајде да се обидеме Македонија да ги изградиме како самоодржлива држава. Господ ни дал сонце, ни дал ветер, ни дал плодна почва. Видете, Метелинеос ни доаѓа ќе ни прави со наши пари инвестиција стратешка. Денеска имав разговор со американска компанија заинтересирана да во реонот на Куманово да вложи инвестиција на 300 милиони долари во делот на енергетиката. Зошто да им го продаваме земјиштето? Ќе им го изрентаме, ќе донесат нивна опрема, ќе постават инсталации, ќе дадат процент од производството на нас и кога ќе згасне проектот... Можеме да се развиваме надвор од ЕУ, доколку вратите останат затворени? Не надвор од ЕУ. Ние сме во ЕУ, де факто ЕУ поминува тука. Еден ден ќе бидеме полноправна членка. Мислев без формални преговори. Но ние мора да најдеме начин како ќе ја кренеме нашата собствена економија. Значи во моментов единствената економија во Македонија е за време на избори тргување со гласови и дополнително собирање, значи, на проценти од страна на луѓето кои што се наоѓаат на одредени позиции. Ако пред 15 години, земам период 2002-2006, буџетот се движел помеѓу 2,5 и 3 милиарди. Денеска имате буџет над 6 милиарди евра. Тогаш имавте инвестиција хидроелектрана и хидрокапацитет Козјак, една од најголемите во историјата на државата, независна Македонија. Денеска немате ништо. Ја видовме пола влада како се слика на Ковачевски вели растат платите, растат пензиите, веројатно таму одат парите. Да, расте плата таму. Ова вода чинеше пред неколку години 5 денари, сега чини 50. Расте и потрошувачката корпа. Ако го прашате Ковачевски колкава е неговата плата, ќе видите дека двојно и повеќе е зголемено од позиција на премиер. Прашајте го оној кој што работи во било која странска или домашна инвестиција, ќе ви каже 24-26 илјади денари му треба за да преживее 40 илјади денари. Тоа е нереално. Мора да се спуштиме долу со граѓаните да ги почувствуваме нивните потреби. За жал, тоа политичката елита не го прави. Се разбира, секогаш има простор за поквалитетно владење, тоа не е спорно. Прашање ми е дали вие како председател, доколку бидете, можете да ветите дека во мандатот од тие 5 години државата ќе ги почне преговорите или тоа не можете да го ветите доколку останат вакви условите? Значи, апсолутно ќе го дадам својот максимум во делот на помрднување на евроинтеграциите во позитивна насока, но при тоа нема да зависи само од мене. Видете, успешноста наша ќе биде во успешноста на нашата дипломатија. Не случајно Јосип Броз Тито ги задржал сите стари дипломати по војната од кралството Југославија, не ги тргнал на страна. Како вие ќе водите една дипломатска борба во овие тешки моменти со луѓе кои што ви дојдоа да работат во дипломатијата од места, работни места по кафичи, во одредени ниски администрации, видите, да изградите еден дипломат од кариера, тоа е еден сериозен процес. Сега сите дипломати, најголем дел на дипломатите, кои што би се ангажирани во министерството и добиваат шанса, всушност се донесени по партиски клучи. И тоа ни се случува секаде во системот. Истото ви е слично и во МВР, можеби Арамо е малку пострана од целиот процес тој и таму политизацијата е најмал, но и
се уште постои правилото да одам на мисија, да се јавам во политичка партија за да добијам поддршка да отидам на мисија или да подметам некој. Мислам, тоа е погубно за државата. Ние мора да го промениме тоа. Како? Со тоа што ќе дадеме шанса на реални професионални кадри. Мојата пракса во Куманово покажувам дека на сите оние луѓе кои што ги донесов во општината или ги затегнав таму, а беа млади, перспективни, направиме анализа, проценка, им дадовме шанса. Сите денеска успешно менаџираат и со секторите, а и со јавните предпријатија и затоа имаме резултат. Мене Куманово ме научи како да менаџирам успешно. И јас само тоа сакам да го применам на ниво на државата. Ви за Куманово велите, СДСМ изгуби, ВМРО ДПМН не победи. Така беше. И сакате тоа да го направите и на национално ниво. Што ќе значи тоа? ВМРО да победи, да не може да формира влада? Тоа ќе значи дека никогаш работите во државата не смеат да бидат исти. Македонија ќе изнајде алтернатива како да излезе од црно-сивиот свет, бидејќи ние друга бојава на политичкава сцена не видовме. Во континуитет едните доаѓаат, владеат, не ги чепкаат другите и после одреден временски период се враќаат старите, овие си заменуваат и овие пак не ги чепкаат нив. Господин Недреска, вие не сте првиот што се обидува да го разбие тој црно-бел свет. Има обиди овие 30 години. Па да ви кажам, освен Тупурковски до сега никој не успеа, сите заврши или како сателити на двете големи партии или како маргинални политички партии. Зошто сознам би било поинаку се? Па не можете, јас не сум првиот што се обидува, но јас тоа заедно со граѓаните ќе го сторам на овие избори. Инаку не можете да не споредите со господинот Тупурковски, бидејќи тој своевремено 98 година, иако и јас и вие тогаш беме млади луѓе, но сепак свежи се сеќавањата, тој настапи во коалиција со ВМРО ДПМН тогаш. И дополнително имаше сериозни кандидати, интелектуалци, луѓе кои што вредат нешто во општеството. Да, но видите што се случи. Со признавањето на Тајван се случи една катастрофална одлука во Советот за безбедност. Силите на УМПРЕДЕП си заминаа од Македонија и дополнително потоа се случи Косовската војна, а партијата се распука по сите шавови затоа што нема изградено ниту партиска инфраструктура, ниту има принципиални политики кои што ги имплементираа во континуитет или едноставно служеа како партија привезок на поголемиот партнер. Затоа ние одиме сами на избори, очекуваме голема граѓанска поддршка, која што потоа нема да изневериме. И многу луѓе ме прашуваат на улица, ми се допаѓаат вашите ставови, дали ќе останете исти. Јас јавно им ветувам дека сум бил таков и пред 20 години и пред 6,5 години кога почнав во Куманово и ќе останам ист до крај, без разлика која е и позиција да ми ја доверат граѓаните. Доколку не ми ја доверат, јас ќе ја почитувам волјата на мнозинството и на граѓаните во целост. Добро, се знаат ли носителите на... Вие најавите дека ќе имате листи во сите 6 изборни единици. Се знаат ли носителите? Гледаме во јавноста се појавуваат Арсовски генерал од поранешен и Минчев, поранешниот генерален секретар на СДСМ. Дали тие ќе бидат носители во некој од избирачките единици? Па добро, не би сакал да шпекулирам со имињата кој тоа ќе биде. Во моментот во партијата се води постапка за предлагање и евидентирање на можни кандидати, ќе заврши утре постапката, потоа ќе ги разгледаат највисоките партиски органи сите имиња и ќе излезат со конкретни предлози пред Централниот одбор кој што има овластување од Конгресот да ги дефинира листите и на 24-ти ќе одржиме, тоа е недела, нашата конвенција кај што ќе ги представиме сите кандидати, не ви се точни сите имиња и овие предпоставки, но да почекаме до 24-ти. Ќе има голем број на изненадувања, ќе настапиме со сериозни кандидати, ќе излеземе со кандидатски листи во сите изборни единици. Едно што можам официјално да ви потврдам овде во студио дека јас сигурно нема да бидам носител на листа, како што некои луѓе вчера ме праша. Иако законски пречки мислам дека нема. Па така ми рекоа и дури бев изненаден и мислам дека е тоа максимално некоректно да се биде и кандидат за председател и кандидат за носител на листа. Барем не е морално етички од мој аспект и не го доживувам така, но секој има право на свој избор. Да, чудно би било доколку некој од кандидат за председател се кандидира и за пратеник, значи самиот не верува во својата кандидатура за председател. Јас верувам во ова кандидатура моја лично, многу силно, плюс дополнително подкрепен со сите тие гласови кои што, потписи кои што ги имам добиено од страна на граѓаните и јас оваа битка ќе ја водам заедно со граѓаните, со нашиот нов политички
концепт движење знам за наша Македонија и очекувам огромна подршка и од Рековте дека едната и од другата очекувате страна. без знам да не може да се формира следната влада. Колку пратеници мислите дека ќе освоите? Само немојте како Љубе Бошковски 2011 викаше 30, па на крај ниту еден не освои. Па добро, многу сме различни со господинот Бошковски. Тоа беше тогаш моментален тренд, ако се сеќавате, ова е еден континуитет. Значи, ние сите наши политички Така да речем, поени пореални проценки, да не бидат премногу субјективни, ако можете да споделите. И јас лично и ние како партија нашиот политички кредит го влечеме во континуитет врз база на моето досегашно делување заедно со мојот тим, со соработниците, многу ми не се прешува и велеа и Максим е сам во играта, но гледаме дека 2 настани се одржаа крупни. Имаше доста имиња кои што се лично авторитет самите за себе си и за многу луѓе околу нив, ќе добијат дефинитивно шанса многу нови луѓе на овие избори. И мислам дека политичкото милје и профилот на политичарите дефинитивно по овие избори ќе биде видно сменет. Тоа ќе даде и нови алтернативи и на граѓаните, а дополнително ќе отвори нови можности. Не би сакал да кокетирам Добро, зашто Мицкоски постојано кажува бројки, вели дека вие и Левица би имале 10 до 12 пратеника. Па добро, веројатно така му ги даваат бројките во делот на неговите аналитички центри. Јас само ќе кажам дека ние целиме на двоцифрена бројка и верувам дека тоа ќе го реализираме. Според анкетите би требало во секој случај да бидете парламентарна партија. Да, најмалку парламентарна, најмалку со пратеничка група, но ние целиме на многу посериозна подршка и мислам дека тоа низ призма на самата кампања и промоцијата на нашите изборни програми кои што ќе бидат многу реални и мојата како председателски кандидат и партиската ќе обезбедиме таа подршка од граѓаните, но пак на крајот на денот граѓаните одлучуваат. Тие ќе имаат овој пат поголем број на алтернативи и ние тоа ќе го почитуваме. Така било секогаш. Заев како викаше со пенкал рушиме режим се. Така било секогаш со демократското. Не го рушиме режимот со пенкало, го рушиме режимот по шатори, пред влада, многу изодени километри, за жал, ја убија надежта. Ја убија надежта кај граѓаните, особено кај тие мои соборци со кои што заедно рамо до рамо се боревме, па и во моменти крваревме, но тоа е веќе минато и да зборуваме за тоа нема некој фајде. Има некои рани, доколку вие станете председател на државата, сигурно една од главните задачи е да има единство во нацијата, да се постигне некакво помирување, но овие рани влечат корени, не се од сега, значи со Преспанскиот договор, Северџани, вакви такви, претходно и со пржинските преговори, со бомбите и со 27 април. Го споменавте вие, тогаш ви крвареше вашата глава. Вие дали сте подготвени лично да им простите на тие луѓе и да побарате да бидат ослободени од затвор, да излезат ВМРО ДПМН се уште ги смета за политички жртви? Тоа се моменти за кои што многу ретко сакам да зборувам, особено 27 април, многу пати имам кажано, без разлика што бев директен учесник. Во тој момент сметав така и денеска да се случи некој да не нападне повторно, ќе станам да се самозаштитам и да ги заштитам тие кои што седат до мене или стојат до мене. Ние веруваме во тоа. За жал подоцна бевме изневерени од тие кои што не водеа. Но сите учесници во таа толпа се за мене само учесници во толпа. Вистинските одговорни лица, сценаристите и режисерите не се тука. Не поднесоа одговорност, за жал на некои од нив им се дозволи да си заминат во државата, денеска живеат во странство, ни испраќаат Facebook и други пораки, ни делат памет од тамоа. Јавно ги поканувам да се вратат тука и да се соочиме со вистината. Потребно е на македонецот национално помирување. Ние сме премногу мала нација за да се делиме на предавници и патриоти. Едноставно, сите ја сакаме државата и сите ја сакаме и мора да ја сакаме Македонија. И дали е потребно да се амнестираат луѓето, па видите, ние имавме селективна амнестија во тој случај. Тие кои што гласа во парламентот, а беа главната причина да влезе толпата внатре во собранието, беа амнестирани. Треба да бидат амнестирани и други. Јас имам еден случај. Ми се јави едно од тие лица, еве ексклузивно ќе кажам кај вас. Додека бев на работа во општината, ми се представи по име и презиме, вели јас сум осуден, бев таму, дали ве нападнав, не ме нападнавте вие секако. Дали би сведочиле, да би сведочил, инаку да го потврдам тоа. Сакам да го обновам процесот
И апсолутно тоа беше една толпа која што учествуваше во толпа. Дали имало обид за убиство, имаше нанесување на тешки телесни повреди од страна на поединци, но конкретно да ви кажам, тој што на мене ми нанесе лично тешка телесна повреда, не одговараше. Зошто? Предпоставам во рамки на постапката се спогодил дали со обвинителот или со некој друг, дал некој исказ. Но времето ќе го потврди. Сметате дека има простор за... Имаше селективна правда во тој случај и мислам дека таму има луѓе кои што реков еднаш во судница, можеби беше повеќе во чаршиски жаргон кога ме повикаа на првото сведочење и повикаа човек кој што фрлил сталак на кај мене и реков на судиката која што беше по мене прилично строга, тогаш сакаа и можеби на некој начин да се додворат на нам кои што туку дојдовме на власт. И реков, почитувана судике, на овој човек овде треба казнена еднократна мерка да му се одреди, 2 шамари да се испрати дома, да се седи со семејството 6 месеци, да размисли што правила, а овие кои што се вистински одговорните, тие кои што го изрежира и осмислија тоа, тие да одговараат. И мислам дека токму овие кои што сега денеска издржуваат казната, ќе дојдат во состојба еден ден да ги погледнат тие во очи, за да видат кој тоа ги заведе. Недозволиво е да се упаѓа во парламент, си има институции, си има институционален начин за да се решаваат таквите проблеми. Едноставно парламентот кога го напаѓате, тоа е државна институција. Видете што се случи во Конгресот во Америка. При првиот обид имаше убиство од страна на... Трамп вика кога ќе дое повторно председател, ќе ги ослободи од одговорност. Видете, Трамп, Америка е голема држава, си имаат нивни интереси, ама и таму се слични дебатите, игра, да. Дефинитивно таму и таму различно гледаат на тој сили, но видете, таму има сили кои што тежнеат и ја градат нивната држава, тоа е светска сила, а ние овде сме спуштени на дното. А македонецот е згазен, значи граѓанинот на Македонија е на самото дно. Ние мора да му вратиме надеж и да го кренеме граѓанинот, во спротивно ние ќе останеме држава без народ. Добро, на крајот сме од интервјуто, господин Димитриевски. Во целиот разговор велите Македонија, македонци, Македонија. Многумина ви забележуваат за тоа што го поддржавте и повикавте да се излезе на референдумот за Преспанскиот договор. Дури некои ви забележуваат зашто во името на партијата немате Северна, туку имате само Македонија. Дали од денешна перспектива се уште сметате дека тоа е добро решение што не внесе во НАТО, или пак можеби се каете што го повикавте народот да излезе на гласање? Видите, тоа е општо познато дека Преспанскиот договор беше влогот на Македонија за членство во НАТО. И немаше да има Македонија членство во НАТО доколку не се случише тоа. Од друга страна, начинот како тоа беше спроведено, особено по референдумот, не е коректен кон граѓаните, но тоа се случи. И историјата ќе суди за тоа. Да, јас учествував активно во референдумот, немав можност, ниту гласав. И амнестијата за 27 беше донесена по уставните измени. Затоа што јас бев на позиција градоначалник, но уште тогаш укажав дека не е добро да се оди против волја на граѓаните доколку референдумот не успеа, но немав политичка моќ во рамки на органите, веднаш потоа бев сменети од позиција член на извршен и на централен одбор и така натаму. Но за тоа историјата ќе суди. Но дали вие како председател ќе користите Северна Македонија? И за тоа ќе се произнесам многу отворено, сум кажувал и до сега, но со таквата одлука Македонија, со влезот во НАТО, дефинитивно отвори големи можности. Ние денеска седиме како држава членка, 30-та членка на НАТО, кај што гледаме и многу поразвиени земји сакаат да бидат дел од тој глобален систем на прашање дали цената беше превисока за тоа инаку. Како резултат на тоа всушност почна и да доаѓаат поинтензивно и странските инвестиции. Едната ја почувствуваме или ја чувствуваме сега во Куманово, а се надевам и идни преку компанијата Lidl и многу други кои што се најавуваат, што се однесува до зборот Македонија како да се обраќа. Македонија, види, ние... Овие од власта цело време викаат Северна Македонија, Северна Македонија. А тука е главната грешка. Видите, никаде во Преспанскиот договор вам не ви е забрането да користите Македонија. Значи, никаде во ниту еден член. Добро, веројатно, како официјални лица. И кога седам со дипломати го користам тоа, но ако ја представуваш државата, значи дефинитивно на јавен настан ти мора да го изговориш Северна Македонија. Но проблемот не беше Северна.
Проблемот беше што веднаш по подпишување на истиот тој договор, секојдневно почна тоа, северна, и едноставно Веројатно, тоа за да се навикне народот. предизвика голема контраефект. реакција и контраефект кај јавноста. Дополнително, не ви брани никој да кажете Македонија, кај да сум седел, со било кој амбасадор да сум седел и да сум разговарал. Видите, едно е како тие ќе ве ословуваат. Многу побитно е како сами од себе си ќе се ословите. Кој ќе ви го извади тоа од срцето дека вие сте македонец или пак дека ова е Македонија. Ние тоа сме го учеле во школа. Така сме едуцирани и сакаме така да бидат едуцирани и нашите деца и идните генерации. А видите, северна е географска одредница, ја не се согласувам можеби со многу други сегменти во делот на Преспанскиот договор, но тоа е веќе завршена работа. Ние немавме право да се откажеме од етничката припадност. Но која видите, тешко може да се промени. ние немавме право да се откажеме од етничката припадност на граѓаните на Грција, како тие по етнос, поедини граѓани во другите делови на Грција, особено во северниот дел или во Егејска Македонија, како што ја нарекуваме. Ние живеат, значи тие се чувствуваат за македонци таму, ги играат нашите песни, ги пеат ора и немаше право ниту било кој во државата да одлучи во нивно име. Но за тоа повторно историјата ќе суди. Готово. Истече нашето време. Моето последно прашање е дали, доколку се оствара тој прогнози на анкетите и СДСМ доживее тежок пораз, дали сте подготвени да се вратите во партијата и да ја преземете или со формирањето на знам таа приказна е завршена? Па да ви кажам, Ковачевски имаше во негов типичен стил една изјава таму, нешто цитат од Роналд Реган, да, дека против своите одите со бројот 5, тој со бројот 5, сонувал. па сакам вечерва да ви кажам, во контекст на тоа, само ќе биде 5 по 5, 25. Тој нека размислува лично на што конкретно мислам. А дефинитивно немаме намера никого да спасуваме, нашата агенда е јасна. Знам на овие избори сериозно ќе се позиционира како политичка сила, која што ќе работи во континуитет согласно своите програмски определби и основачките начела и дополнително наследните парламентарни избори, кога и да бидат, ќе биде најмалку втора политичка партија на политичката сцена, а ние во ниту еден момент, ниту милиметар нема да отстапиме од сопствените ставови кои што ќе ги представуваме и застапуваме во јавноста. Зошто? Затоа што граѓаните се тие кои што нас не основаа и нашата сила доаѓа токму од граѓаните. Ние сме тука за нив. Не за позиционирање на Максим, на било која позиција или било кој член во извршниот, централниот или друг орган. Значи вие мислите дека нема да вие да се вратите во СДСМ, туку СДСМ ќе дојде кај вас? Па СДСМ веќе доаѓа кај нас, но не само СДСМ, има и луѓе и од ВМРО да ПМН. Горцум Штоеве, например, една од директните потомки на Гоце Делчев, е член на нашата партија во Гевгелија. Голем број на неопределени луѓе и сосема за крајот да упатаме една порака до граѓаните. Да излезат на следните председателски избори масовно, бидејќи тоа е многу битно прашање за државата. Господин Димитриевски, ви благодарам за овој разговор и како и на сите кандидати ви посакувам успех. Се надевам изборите ќе бидат фер и демократски, тоа е најважно. Ви благодарам и на вас и ми беше чест да видам ваш гостин. Се гледаме повторно во дебата во рамки на кампањата. Па доколку влезете во вториот круг, сигурно и во телевизиски дуел. Апсолутно. Почитувани, вам ви благодарам што бевте со нас и ова вечер. Се разбира, останете со нашите програми. Со мене се гледаме следниот четврток. Довидување.